точно е дека Куманово има најмал опфат на вакцинација со МРП вакцина. Процентот е најмал и тоа е загрижувачки процент, затоа што од толкав град тој мал процент навистина загрижува. Обдека особено може да се истакне дека најмногу загрижува податокот дека се работи за градското население, значи урбаното население кое што живее во градот, затоа што руралните средини и приградските средини некако во поголем број се застапени и редовно си ги вакцинираат своите дечиња. Друго што можам да истакнам дека МРП вакцината е најозлогласената вакцина, поготово во Куманово. Не знам зошто е тоа така. Значи, ние секаде имаме ист пристап и со пациентите, исто така ист пристап и со дечињата, значи секогаш кога доаѓаат, објаснуваме, кажуваме. Значи, некако постои недоверба во системот, недоверба во комплетниот систем, во државата, значи тие не се сомневаат во нас, се сомневаат па какви се вакцините, па дали се тие исправни, па од каде се, па што се. Меѓутоа, ние како здравствени работници, како една јавна здравствена установа која што е посветена за превенција од заразни заболувања и превентивно делува за здравјето на дечињата, значи секако настапуваме со тие податоци дека вакцините се сосема безбедни, дека располагаме со доволен број на вакцини и дека сите, значи без некое нивно замислување и дека без никакви предрасуди можат да дојдат и да си ги вакцинираат своите дечиња. Можам да истакнам дека не е само МРП вакцината како вакцина проблем, тука некако настанува едно стопирање на редовното вакцинирање на дечињата. Ќе ги примат редовно вакцините и кога ќе дојдат до таа вакцина, некако се прават дека они го знаат проблемот, дека они знаат, се консултираат во некои форуми, се консултираат во социјални мрежи, некои кажуваат дека и матични доктори малци им го одоговлекуваат примањето на МРП вакцина, со што не се сложувам. Значи, сите ние сме медицинари, сите ние учиме, сме дале Хипократова заклетва и треба да делуваме онака како што треба да делуваме. Ако јас како доктор сум специјалист педијатар и кажувам дека вакцината треба да се прими во тој период и дека нашата држава дала календар за имунизација каде што по одреден редослед се примаат вакцините, секако дека така треба и да постапуваме. Останатите вакцини ви реков дека до 6-месечна возраст, оние стартните вакцини, да кажам 80% ги имаат примено, меѓутоа тука после кога ќе треба да биде МРП на 12-13 месечна возраст, тука се јавува проблемот, значи они не доаѓаат за МРП, пошто веќе се доцнати другите две вакцини, ревакцини од таа што е за стрептокок и таа што е за комбинираната 5-валентна вакцина. Ги повикуваме, се јавуваме и на телефон, некои немаат телефони, праќаме погрешни броеви на телефони, значи нефункционални, некои не се јавуваат, после тоа се јавува, па некои имаме и такви што кажуваат дека они се собственици на своите деца, они се родители, они се тие кои што одлучуваат. Значи, ние како здравствена установа вршиме максимални напори за да го постигнеме и за да го подобриме тој процент, меѓутоа некако трновито оди. Можам да кажам дека на претходниот месец, септември, имавме благ пораст на вакцинирање на морбили, дечиња со МРП вакцина, така да извакциниравме некаде околу 54 вкупно дечиња, па може и повеќе. Еден голем проблем кај нас во Куманово е што, тоа морам да го кажам, многу невакцинирани дечиња посетуваат градинка. Значи, тука за мене најголемиот проблем. Значи, децата сите треба да бидат ставени на едно исто рамниште, значи сите дечиња треба да бидат заштитени и така пуштени и примени во градинка. Ние колку и да сакаме да се бориме и да го подигнеме процентот за вакцинирање, ако тоа така продолжи, нема да постигнеме никаков успех.